Ке ви ја кажам првата реченица која што мојот сопруг ја чу откако станав министер на големата церемонија пред Министерството за одбрана, кога еден од генералите, обидувајќи се да биде забавен, му се доближил и му кажал: не знам дали знаете, ама сега ќе имате веќе командант дома. Мојот сопруг не бега од предизвици, особено не од вербални, па знаел што да му одговори и му кажал: јас знам, и тоа одамна, ама изгледа вие уште не сте сватиле. Не сум командант, па ни моите колешки предпоставувам, ни дома, ниту на работа. Не треба да бидам и не сакам да бидам. Како и огромното мнозинство жени, верувам во партнерство, верувам во тимска работа, верувам во решавање на прашањата со аргументи и низ дебата. Честопати тоа некои надвор и некои други го доживуваат како наша слабост. И убедена сум дека не треба вам да ви објаснувам. Ви благодарам многу. Започнавме во Струмица пред 20 години, но успешната приказна се прошири низ цела држава. Пред нас се нови предизвици и се надевам дека сите заедно со поддршката од нашите другари социјалдемократи ќе направиме уште поголеми успеси во делот на родовата еднаквост. Ви благодарам. Благодарам. Се додека нема да имаме вистинска еднаквост, 50-50 во партиските, во политичките форуми, секаде каде што ќе погледнеме, додека немаме 50-50, нема да престанам да се трудам и да работам за жените. Почнавме со 4 жени во парламентот и 4 жени во председателство, а видите каде сме стигнале сега. Ваша е таа заслуга, ви благодарам. Е честит јубилеот и уште многу вакви јубилеи. Јас сум многу благодарна за оваа благодарница. Оваа благодарница е на сите вас. Без вашата поддршка, без вашата истреност, ние не можевме да бидеме ова што сме денес. Но имаме многу уште за работа. Иако до сега многу сработивме. Јас верувам дека заедно можеме се и ќе направиме родова еднаквост во овој мандат. Ви благодарам. Благодарам за убавите зборови, Жане. И јас сум многу возбудена. Секојаш добро сум се чувствувала кога жените се околу мене. Но овој пат сакам да пратам порака до нашите сопартици. Ние зацртавме 50-51 година. Председателот ни обеќаше дека така и ќе биде. Ние зацртавме секретаријат за родова еднаквост при влада на Република Македонија. И јас ке се борам тоа и да се случи понатаму. Благодарам. И некој паметен човек рекол: жените се архитекти на општеството. Благодарам, председателе, што го знаете тоа. А вам, другарки, благодарам на сета потршка, сите 8-9 години. Благодарам многу.